Почитувани сограѓани, колку што се важни инфраструктурните проекти и решавањето на комуналните проблеми, подеднакво важни се инвестициите и развојот во образованието, културата и градење на партнерство со невладиниот сектор и граѓанските здруженија. И на ова поле во изминатите 2 години се работеше напорно и се постигнаа значителни резултати. Како и секаде, претходните власти на ДПМН и овде ни оставија долгови. Веднаш по превземањето на локалната власт од страна на СРСМ и градоначалникот Трајковски беа исплатени сите заостанати ученички стипендии. Оваа година се исплатени над 450.000 денари на оваа намена, а за учебната 2019-2020 го зголемивме бројот на ученички стипендии за дополнителни 6 стипендии во споредба со лани. Дополнително во буџетот за наредната година ќе се предвидат средства за уште една социјална мерка. Мерката ќе биде поддршка за родителите на сите правачиња кои ќе се запишат во делчевските основни училишта, кои на почетокот на школската година ќе добиваат еднакратна парична помош во износ од 3.000 денари. Организирани се и 2 семинари по роботика, каде учество зедоа околу 400 средношколци, но и за прв пат светската организација Junior Achievement Македонија во Делчево го одржа иновативниот камп, кој што всушност е и прв ваков семинар одржан воопшто во Источна Македонија, каде со иновативни предприемачки идеи се надпреваруваа 100 средношколци од 20 средношколски центри. Со доматинско работење направени се и значајни инвестиции во училиштата. Делчевската гимназија Методи Митевски Брицо доби енергетско ефикасна фасада, со што сега заштедува на енергија дури до 30%. Средствата во висина од 1,8 милиони денари се сопствени средства на училиштето, а подготвен е и кабинет за изведување на практична настава по ХАСАП систем за потребите на хемиско-технолошката струка во училиштето. Во Општинското основно училиште Ванчо Прке се изгради дворна ограда со која се реши голем проблем на училиштето, поврзан со безбедноста на учениците и заштита на имотот на училиштето. Инвестицијата е вредна 550.000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на училиштето. Се инвестираши се подобрија условите за работа и во детската градинка Весели цветови. Извршена е комплетна реконструкција на кујната и на одводната канализација, со што целосно е решен проблемот со дотраената канализација. Како приоритет, кога е детското згрижување во прашање, останува да се дореализираат проектите за доизградба на нови занимални, со цел сите деца во Делчево да се примат и згрижуваат во оваа установа, како и проектот за изградба на детска градинка во селото Разловци. Културата, како збир на материјалните и духовни вредности и најстара човекова одлика, доживеа своевидна ренесанса последните 2 години. Организирани се неколку концерти, и тоа од повеќе жанрови, организирани се изложби и промоции, саеми на книга, научна трибина. Во Делчево свој концерт имаше камерната опрема од градот Благоевград со познатиот диригент Христо Христов, потоа концерт на квартетот Viva Strings, а потоа делчевчани ги слушаа серенадите на градскиот хор од Штип. На сцената во Делчево настапи и познатиот македонски тенор Владко Груевски во придружба на Андреј Наунов. Имавме одлични изложби за паметење. Изложби кои беа отворени во Делчево како историската изложба посветена на браќата Кирил и Методи од музеот на град Скопје, потоа историската изложба за Ченто, изложба на музеот Теракота во Виница и познатите винички теракоти, изложби во кои беше промовирано творештвото на познатиот ликовен уметник од Париз Лена Ѓурич, како и нашиот локален уметник Петар Атанасов Пепи. А најголем белег оставија организираните концерти за Делчевското културно лето. Минатата година делчевчани се забавуваа со македонската легенда Игор Джамбазов и бендот Гуру Харе, додека оваа година забавата комбинираше со балкански познатата звезда Даниела Мартиновиќ. Ваков концерт не се памети во историјата на делчевските културни лета и манифестации. Поставено е и ново спомен обележен на планината Голак, паметник за историската воена акција Фебруарски поход, а во соработка со Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров. Поднесен е исто така и проект за конечна санација и реконструкција на спомен домот поставен на Разловечкото востание, кој со години е оставен на маргините и пропаѓа. За до крајот на годинава останува да се заврши административната процедура за отварање на локалниот музеј Пијенец, кој ќе го чува и промовира историското, археолошкото, етнолошкото и палеонтолошкото богатство на Делчево и ќе иницира нови археолошки и палеонтолошки истражувања. Воведена е транспарентна постапка за доделување на финансиски средства за сите спортски клубови и граѓански здруженија.
Делчевските спортски клубови редовно добиваат финансиска помош од буџетот на општина Делчево, со што помагаме да го покренеме спортскиот дух и активизам на повисоко ниво. Градиме партнерство и со невладиниот сектор. Со поддршка на невладините организации изработени се стратешки документи кои веруваме дека ќе го подигнат квалитетот на услугите. Изработена е стратегија и акцијски план за родова еднаквост, а со целосна финансиска поддршка од општина Делчево се работи и на првиот стратешки документ за комуникација со јавноста. Општина Делчево има и стратегија за соработка со граѓанскиот сектор и стратегија за социјална заштита. Во партнерство со невладиниот сектор и јавната локална библиотека Илинден, опремен и ставен е во функција на сите граѓани мултифункционалниот центар кој придонесува за унапредување на учеството на граѓанскиот сектор и на граѓаните на општина Делчево во креирањето на локалните политики. Уреден и дел од оваа сала, која со одлука на Советот ја направивме културно место каде ќе се склучува граѓански брак без никаков надомест. После скоро 2 децении, за прв пат оваа година се започна со работа за доизградба на верскиот храм Свети Кирил и Методи, кој со својата габаритност и убавина ќе биде украс на нашиот град и најголем и најубав верски објект во регионот. Почитувани сограѓани, изминатите 2 години се сработи многу. Оставените проблеми и долгови од претходниците на ДПМН се санираа и интензивно се работеше на реализација на дадените ветувања и програмски цели. Градоначалникот Трајковски со својот тим и општинската администрација, заедно со Советот на општина Делчево, работеше транспарентно, посветено и во интерес на сите граѓани на општина Делчево. За нас приоритет се сите граѓани и во иднина ќе работиме да го направиме Делчево европски град на секој граѓанин за да биде задоволен. А Делчево ќе биде отворена и услужна општина по европски терк. Делчево е на прав пат. Ви благодарам.